nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Krvta tvoja se proleja, na krstod zavet ostavi, obleči se. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den. Ti blagodaram što mi davaš život, zdifi se. Ti blagodaram što go otvori moje to srce, da poveruva deka si moj Gospod i Spasitel i da znam od kade odam, na kade sam se upatil, kade doađam. Neka se koje slovo što će biti danas izgovoreno, bude tvoje to slovo, tvoje to živo slovo, ti zborove niz mene, upotrebi me kako svećen sad, za svećena upotreba, za tvoja slava, da svedočam za evangelijeto, za ljubovta, evangelijeto nam mirot, Jovan ospota glava, Isus otide na maslinovata gora. Znajte, nekogaš čovjek treba da zastane pred Bog. Imаме таа молитва кога ќе влезеш во својата скришна соба. Значи, кога ќе се молиш, влези во својата скришна соба. Исус одеше на Маслиновата гора. Еве сум јас овде као Мавровската агора. Исус отиде на Маслиновата гора, за да можам да слушнам, да разберам во срцето, да се покајам, со срцето да разберам, да бидам исцелен, да бидам пратен од бањата Силоан, по земјава, долина на сенка смртна, до Божиото царство небесно. Утредента пак дојде во храмот. Исус, значи, први оди во Маслиновата гора, како јас овде во Мавровската агора. Утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше кај него, а тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите, значи повторно тие, доведоа кај него жена фатена во прелюбодејство, ја поставија насреде и му рекоа: Учителе, оваа жена може да биде и црква, заедница, држава, е фатена во прелюбодејство на дело. А Мојсе во законот ни заповеда таквите да ги каменуваме. Дури во античка Македонија ги каменувале со смрт. Смрт со каменување. Ти пак што велиш, му велат на Исус. Значи, жена фатена во прелюбодејство, може да значи и црква фатена во прелюбодејство, заедница, држава. Тоа го рекоа за да го искушаат и да имаат за што да го обвинат. А Исус се наведна, слава ти Господи Исусе Христе, долу и почна со прст да пишува по земјата: Љуби го својот ближен како самиот себе си, да се љубите еден со друг. Кога продолжија да го прашуваат: Што мислите што пишуваше Исус на земјата? Тој се исправи и им рече: Кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа.
Кој нема греф, нека прв фрли камен на неа. Видете, повторно доаѓаме до тој принцип на осудување. Луѓето се осудуваат едни со други, се мислат дека некој друг им е виновен. Раската во туѓото око ја гледаме, а гредата во своето око не ја гледаме. Кога ќе го промениме односот во љубов кон оне што не напаѓа, верувајте ми, пробајте. Завртете го и другиот образ, претрпете ја штетата, ќе видите што ќе се случи. Оставете му на Бог да суди. Значи, повторно доаѓаме до тој принцип, не судете за да не бидете судени. Луѓето секојдневно осудуваат, дури и христијански заедници. Едни со други се осудуваат, велат дека се во Исус, а се осудуваат, испаѓа дека Исус лаже по тоа. Исус никого не осуди, а тие осудуваат. Некој ќе рече, тие укоруваат. Но која е разликата меѓу укорување и осудување? Добро прашање. Ако вие зборувате од себе, тоа е сатанска природа. Бегај од мене, Сатана, му вели Исус на Петар. Зашто мислиш на тоа што е човечко? И пак се наведна долу и пишуваше на земјата, љуби го својот ближен како самиот себе си. Таа долина на сенка смртна, падната материја, природа, отпадната, во која движењето е внатре, потоа станувате животно птица, движењето е физичко нанадвор и на крај станувате човек. Последна категорија на земјата, каде движењето треба покрај физичко да биде и духовно, да се движите кон тесната патека, по тесната патека што води кон животот. А тие што го чуја тоа, бидејќи совеста ги гризеше, се разотидоа и еден по еден, почнувајќи од најстарите, па до последните, останаа само Исус и жената која стоеше насреде. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус и рече: Жено, каде се оние што те осудуваа? Те обвинуваа, никој или не те осуди? А таа рече: Никој, Господи. Тогаш Исус и рече: Ниту јас не те осудувам. Оди си и немој да грешиш, немој повеќе да грешиш. Немој повеќе да грешиш. Сопри со греот. Застани пред Исус, покај се, прости им на сите, не осудувај, прифати ја Божјата волја. Божјата волја, тоа е нешто што не може да го разберат луѓето. Тие си тераат по својата волја и мислат дека се христијани. Јован 8:12, и пак им рече Исус: Јас сум светлината на светот. Зашто земјата е долина на сенка смртна. Кој врви по мене, по Исус, нема да оди во темнина, и ќе ја има светлината во животот. Знаете, ние одиме во темнина и не разбираме, не го гледаме духовниот свет. Потребен ни е Исус да ни покаже Отецот Небесен да живее во нашето срце и во нашиот живот да се случува Божјата волја. Тогаш му рекоа фарисеите: Ти сведочиш сам за себе, твоето сведоштво не е вистинито. Еднашка во една заедница каде што бев предходно, водачот на заедницата велеше: немојте сами да полагате раце, да се молите, да бидат по двајца. Јас му реков: а добро, ако сум сам, а човекот умира, што да правам? И тогаш му реков: не сум сам, Отецот кој е во мене, односно Исус и Духот Божи на Отецот кој е во мене, ние сме тогаш двајца, еве го истото. Ти сведочи сам за себе. Исус им одговори и рече: макар што сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинито, зашто знам од каде сум дошол. Пазете, знам од каде сум дошол. Дали ние знаеме од каде сме дојдени на земјата? Па ние не знаеме, раскажуваме приказки за Адам во градината, разбираме дека сатаната е фрлен на земјата, но дали разбираме кои сме ние? Значи, зашто знам од каде сум дошол? Зашто од срцето човечко излегува сето она? Блуд, прелюбодејство, лага, омраза, нељубов, цел куп работи. Знаете, зашто телото е сатанско и гревовна природа? Зашто на земјата има два типа на луѓе? Синови човечки, сатански, своеволие, себелюбие, и синови на Севишниот, синови Божји, кои ги води духот, духот на нашиот Отец. Зашто знам од каде сум дошол и каде одам. Ние не сме телесни, ние сме духовна природа, паднати сме на земјата заедно со сатаната и со Адам. Живееме во гревот, јадеме од познанието, од дрвото на познанието на доброто и злото, изгонети сме од рајот. Стануваме смртни, стануваме како еден од нив, како што вели Бог кога ги изгонил. Пишано овде за да разбереме
сатанската природа. И единствено зашто сме дојдени на земјата е да научиме да се љубиме еден со друг и да се вратиме повторно во Божјото царство, зашто знам од каде сум дошол и каде одам. Одам во Божјото царство. Јас не сум од овој свет, вели Исус. И јас не сум од овој свет. И апостол Павле вели, јас сакам да си умрам и да си одам кај Бога. А вие не знаете од каде сум дошол и каде одам. Ви мислите дека човекот е од земја и во земја ќе се врати. Да, синот човечки во земја, а Синот Божи се враќа кај Бог. Кај што му го дал, вие судите по телото и јас не судам никому. Доаѓаме до категоријата на христијанство, неосудување. И јас не судам никому. Благословувајте ги оние што ве колнат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Неосудување, христијанска категорија. И ако судам јас, мојот суд е вистини, зашто не сум сам, туку и јас и Отецот кој ме прати. Значи не сум сам. Често зборувам во ние зборуваме. Затоа што Духот зборува, не зборувам јас. Овие слова не ги зборувам јас, туку дозволувам Духот на мојот Отец да зборува низ мене кој ме прати. Да бидете негови вистински пратеници на земјата. Во законот ваш е напишано дека сведоштвото од двајца сведоци се смета за веродостојно. Слава ти Господе Исусе Христе. Јас сведочам за себе и Отецот. Татко мој зборува низ мене, нека овие твои слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов, кој ме прати. Отецот кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекоа, каде е твојот Отец? Исус одговори, вие не ме знаете ниту мене, ниту мојот Отец. Ако ме знаевте мене, значи Исус, ке го знаевте и мојот Отец, тие ги знаат писмата, фарисеи и садукеи го распнуваат Исус, мисла дека ги знаат писмата, значи има стих, читаат од писмата, ги проучуваат да им дадат живот вечен, а не доаѓаат кај Исус кој може да им даде живот вечен. Овие зборови ги каже Исус кај ризницата, чија ризница кога поучуваше во храмот и никој не го фати, зашто уште не беше дошол часот негов. Пак им рече Исус, јас си одам. Исус оди, сега вие треба да одите по Исус, да бидете како Исус. Ќе бидете богови, како богови, синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. Значи треба да бидете тоа што правеше Исус. А вие ќе ме барате и во својот грев ќе умрете. Каде што ќе одам јас, вие не ќе можете да дојдете, ако останете во гревот. Тогаш јудејците рекоа да не сака да се самоубие и затоа вели каде што ќе одам јас, вие не можете да дојдете. Пазете, зборуваме за фарисеи, садукеи и писмознанци, не разбираат што зборува Исус. Тоа ви е слика, они не го разбираат писмото. Они мислат дека го знаат писмото, тоа е почетна категорија дека не го разбираш. И им рече, вие сте од долу, еве го тој стих, јас сум од горе. Значи, ние сме од долу. Ние сме падната материја, од материја сме дошле во ова. Отпаднат дух. Јас сум од горе, вие сте од овој свет, кој го владее сатаната. Јас пак не сум од овој свет. И јас не сум од овој свет. Одам по тесната патека на животот со Исусова помош. Со мојот татко се враќам во Божјото царство небесно. Горе имам подобра, односно небесна татковина. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови, бидејќи ако не поверувате дека јас сум тој, ќе умрете во гревовите своји, ако не застанете пред Исус. Значи, ќе умрете како луѓе. Бевте богови, синови на Севишниот, во еден псалм. Но ќе умрете како луѓе, умирате како луѓе, синови човечки. Синови на сатаната. Тогаш му рекоа, кој си ти? Пазете, Исус не зборува, зборува Отецот. Исус им одговори. Кога ќе ме прашаат нешто, чекам. Не зборувам само од себе. Чекам. Значи, првата состојба која те дразни, се повлекуваш, молчиш и чекаш. Почеток, викај Отецот, почеток на се. Како што ви велам, многу имам за вас да зборувам и да судам, но оној што ме прати, сега повторно, Исус, за да го разберат, е вистинит. И оно што сум го чул од Него. Значи, тоа што го слушам, тоа го зборувам. Не зборувам јас од себе. Крајната точка е да немаш своја волја, да се претопиш во Отецот и да бидеш ловец на луѓе, не да бидеш рибар. Рибар си ловиш нешто. Не само риби. Си ловиш во животот. Оно што ме прати е вистинит, оно што сум го чул од Него. Тоа му го кажувам на светот. Така треба и ние да действуваме, но не разбра дека им говореше.
за Отецот. Исус им рече, кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас. Дека ништо не правам сам од себе. Еве го христијанството. Ништо не правам сам од себе. Исус така треба да правиме и ние. Што да направам денес за тебе, татко мој? Ние тоа што сакаме го правиме, тоа е сатанско. Бидејќи Исус му вели на Петар, ќе ме распнат таму и таму, ќе бидам, Петар му вика, не, тоа нема да стане. И Исус му вели, бегај од мене, сатано, бидејќи мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е Божјо. Тука што ме научим, оној што ме прати е со мене. Пазете дали можете таа категорија да разберете, Отецот да живее во вас. За никога ова научна фантастика. И во христијанските цркви гледам разни приказни. Едниот еден примиле, другиот друг, третот трет, четврти традиции. Оној што ме прати е со мене. Отецот е со мене. Отецот не ме остави сам. Зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Значи ми вели водачот на заедницата сам да не се молам. Јас му велам не сум сам. Не сум сам. Духот на мојот Отец живее во мене. Кога тоа го зборуваш, ова мнозина поверуваа во него. Што значи да се поверува во Исус е исто добро прашање. Па да постапуваш како Исус, да простиш на сите, никого да не осудиш. Да се покаеш за твоите гревови, за гревовите на своите предци, зашто има предци кои носат проклества, например на одредени семејства им умираат машки деца. На одредени по едно дете им умира, на одредени женски деца, на одредени се случува некоја иста болест се повторува. Тоа е проклество непокајан грев. Гревот е материализација, односно болеста на гревот. И гревот е аларм да се вратите кон Исус кога човек ќе падне болен. Тогаш се сеќава за Бог. Проверете, тогаш Исус им говореше на оние јудејци што беа поверувале во него, ако вие останете во моето слово. Што значи да се остане во неговото слово? Навистина ќе бидете мои ученици. Ќе ја познаете вистината. Што значи да се остане, да се познае вистината? И вистината ќе ве ослободи. Треба да го познаеш Исус. Секој што ќе го види Синот, на едно место се вели, и ќе поверува во него, ќе живее живот вечен. Како треба да го видиш Исус? Па внатре во себе. Тајната криена со векови дека Исус живее во вас, да му дозволиш тој да живее во твоето срце. Но тоа е процес, треба да најдеш, да го молиш Исус сам да те учи или да те однесе во некоја дружба каде што се познава тоа слово во дух и вистина, а не само теоретски. Зашто тогаш тоа убива, а духот оживотворува. И ќе ја запознаете вистината. И вистината ќе ве ослободи од тоа што е внатре во вас. Му одговори и рекоа, ние сме семе Аврамово, никогаш никому не сме му робувале. Освен на Мамон и на нивниот татко, ѓаволот. Како ти велиш ќе бидете слободни? Петар му вели, ние оставивме се на Исус. И тргнавме по тебе, а потоа гледате, кога го удрија, го фатија Исус, се разбегаа сите, тој се откажа 3 пати од него. Оставивме се. Да оставиш се, значи да се оставиш сами од себе си. И твојата волја да се претопи во неговата волја, и твојата нељубов да се претопи во неговата љубов, во љубовта на татко, татко мој погреши пред тебе и пред небото. Ти велиш ќе бидете слободни. Исус им одговори, вистина ви велам, секој што прави грев, роб му е на гревот. Што е грев? Па нељубовта е грев. Сето она што е нељубов и сите други категории под неа. Кога не го љубиш братот свој, пребиваш во смртта. А робот не останува вечно дома. Синот останува. Ти си роб. Роб си на овој свет. Врзан си за светот. Врзан си за материјалното, за работи. Остави се земно и врви по мене. Синот Божи остава се и врви по Отецот, по Исус. И лови од десната страна. И ако Синот ве ослободи, Исус, навистина ќе бидете слободни. Има луѓе болни, често им велам, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Повторувајте додека имате сили, повторувајте додека Словото живо не фати корен во вашиот дух, пламенче кое гори, зашто мојот Бог е оган што согорува, да се расплонти вашиот пламен, да запали вашиот дух, да почне да гори во љубовта Исусова. Знам дека сте семе Аврамово, но сакате да ме убиете. Зашто Словото мое не може
Словото на Исус не може да се смести во вас. Не го примаш Словото, не го слушаш Словото. Тесно срце имаш, тесно ви е во срцата ваши. Немаш место во срцето, немаш љубов. Зашто Словото мое, вели Исус, не може да се смести во вас. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот Отец. Но вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. Значи, двајца татковци има на земјата. Едниот е сатаната, ѓаволот. Сите оние што не го љубат, што не љубат, што не го примиле Исус. И Севишниот Бог, небесен татко, му одговори и рекоа, наш татко е Аврам. Исус им рече, ако бевте чеда Аврамови, вие ќе ги вршевте делата Аврамови. А сега сакате да ме убиете мене, човекот кој ви ја кажа вистината што ја чуа од Бога. Како е можно да ги знаат словата, а да го убијат Исус? Па не ги знаат словата. Словото не може да се знае од читање. Словото, верата доаѓа од слушање. И ти речат да го слушаш само. Не. Да бидеш послушен на заповедта. Послушен да бидеш, не да го слушаш само. Толку луѓе го слушаат па не веруваат. Послушен да љубиш. Секого да простиш, да не осудуваш и да прифатиш Божјата волја. Вие ги вршите делата на својот татко. Им вели Исус на евреите, тие му рекоа, ние не сме родени од блудство. Еден Отец имаме, Бог. Исус им рече, ако Бог беше ваш Отец, тогаш ќе ме сакавте мене. Бидејќи јас сум излегол и доаѓам од Бога. Зашто не дојдов сам од себе, туку тој ме прати. Татко мој, ти благодарам што ми даваш сила преку Исуса, да знам кој сум, од каде доаѓам и на каде одам. Зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате поуките мои. Вашиот татко е ѓаволот на сите оние што не го примиле Исус и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот, не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Тој е татко на лагата, кога зборува лага, говори од себе, зашто е лажливец и е татко на лагата. Исус е татко на вистината. Бидејќи јас вистината ви ја кажувам, не ми верувате. Кој од вас може да ме обвини за грев, ако ли пак вистина зборувам, тогаш зошто не ми верувате? И еве го на кој е од Бога, тој ги слуша зборовите Божји, а кој не е од Бога, вие не ги слушате, зашто не сте од Бога. Тогаш јудејците му одговори и рекоа, не зборуваме ли право дека си ти самаријанин и дека демон има во тебе? Тие знаат за демони, паднати ангели, слуги на сатаната и ангели кои му служат на Исус. Исус им одговори, во мене нема зол дух, на едно место се вели без, туку го почитувам својот Отец, Татко Небесен, а вие ме безчестите. Јас не ја барам својата слава, исто така и јас. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Кратко е времето на земјата. Сатаната е фрлена на земјата, има малку време, значи имате многу малку време. Вие сте дел од тоа ткиво. Вие немате љубов кон најблиските, а камали кон некој што ве осудува. Вистина ви велам, кој ќе ги запази зборовите мои, нема да види смрт довека. Кој ќе ги запази зборовите мои, Исус, нема да види смрт довека. Како се запазуваат? Па да ги примиш во срцето, да почнеш да љубиш тој што не си го љубил, да почнеш да го љубиш и потоа ќе те учи духот на вистината. Не во библиски школи. Духот на вистината ќе те учи. Зашто фарисеите и садукеите имаа библиски школи, па го распнаа Исус. Почетната категорија на сатанско, на себељубие, на вавилонство, на Адамово, на Каина велиско е кога велиш го знам Бог. Тогаш јудејците му рекоа, сега разбравме дека демон има во тебе. Аврам умре и пророците, а ти велиш, кој ќе ги запази зборовите мои? Кој не се негови, смрт нема да види довека. Да не си ти поголем од нашиот татко Аврам, кој умре, и пророците умре, а за кого се сметаш себе си? Значи, тие раскажуваат историја и настани како што се раскажува во црквите. Тој рекол вака, овој рекол така, без да ја разберат суштината, да се претопиш во љубов, да умреш ти стариот. Не е битно во вода. Жива вода, зборува збор, за жива вода, за духот од вашата утрова. Исус одговори, ако се славам сам, тогаш славата моја не е ништо. Оној кој ме прославува е мојот Отец, кого велите дека е ваш Бог, но не го познавате,
a jaz pa go znam, znači ne go poznavaš Bog. Ako ne ljubiš, Bog je ljubov. I ako kažem дека не го познавам, ќе бидам лажго како вие, но јас го знам. Како го знаеш Бог? Го пазам Словото Негово. А што значи го пазам? Па љубам како Исус, како што Тој не возлюби. До крај. Со смрт на крст, послушност кон Бог и Божјата волја. Не јас што сакам. Радувајте се, утешувајте се. Бидете едномислени. Живејте во мир. И духот на нашиот Отец ќе биде во... Радувајте се, утешувајте се. Но јас го знам и го пазам. Радувајте се во се што доаѓа. Утешувајте се едни со други. Бидете едномислени. Во Исус, не ти што сакаш. Тогаш ќе бидеш едномислен. Живејте во мир. Живејте во мир. Аврам, таткото ваш, се радуваше да го види мојот ден и го виде и се зарадува. Тогаш јудејците му река, уште немаш ни 50 години, а си го видел Аврам. Значи, тие разговараат за приказни кои така ја разбираат Библијата, без дух. Исус им рече, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Аврам. Тогаш зедоа камења за да ги фрлат на него. Време за собирање и расфрлање на камењата. Исус се сокри, излезе од храмот, поминувајки меѓу нив. И така замина. Татко мој, ти благодарам што во овој ден ми даваш сила и љубов, го даде Твојот син Исус да ми го покаже патот на љубовта. Прости ми за секој непокајан грев, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот и го барам Царството Божјо за се да ми се придаде. Те сакам, Господе Исусе Христе, сите оние што ќе клекнат на колена и ќе речат, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Нека попримат Духот Твој, Духот на љубовта, Духот Утешител, Духот Исцелител. Еден е Учителот, еден е нашиот Цар. И нас не пишал во живото слово Македонец кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. И денеска те молиме, Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и насекаде и помогни ни. Слава ти, Господи Исусе Христе, мир вам, до Божјо Царство Небесно. Амин. Љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Сине мој, јас татко, небесен сум Твој. Крвта Твоја се пролеја на крстот, завет остави, облечи